Почитуван амбасадоре на Европската Унија во нашата земја, господине Семелоч Богар, почитувани пратеници, господине Самка Ибримовски и Амди Байрам, почитуван народен правобранител на Република Северна Македонија, господине Иджет Мемети, почитуван извршен директор на Националниот центар, Ромски центар од Куманово, господине Ашмет Елезовски, почитувани представници на Националниот ромски центар и Асоциација за истражување, комуникација и развој Паблик, драги гости од Хрватска, но и присутни денеска од дома, представници на државните институции, на министерствата, ми представува посебна чест и привилегија да бидам дел од овој значаен настан, во кој со презентацијата на извештајот дискриминација на деца роми, меѓународна и домашна регулатива, научни национални политики и институционална поставеност, анализа на случаи на терен, завршува проектот Спречување на дискриминацијата кон ромските деца, финансиран од Европската Унија. Овој проект завршува, но за нас, членовите на владата, за владените институции, комисиите и агенциите, ова е само уште еден поттик, уште една дополнителна мотивација. Сите ние заедно, вклучувајќи ги останатите засегнати од прашањата на кои укажуваат проектот и резултатите од истражувањето, со уште поголема посветеност и енергија да се фокусираме на најдобрите одговори на овие прашања кои што самиот извештај ги тангира. Особено затоа што овој проект ни укажува дека се додека постои и еден регистриран случај на дискриминација, нашата земја и обврски да изградиме едно општество за сите, се останува нашата задача и обврски да изградиме едно општество за сите, останува највисоко на нашата агенда, на агендата на владата на Република Северна Македонија. Концептот едно општество за сите ќе биде само пуста желба, доколку во заедницата што ја градиме остануваат места што дозволуваат или толерираат дискриминација. Никој нема да биде дискриминиран, ниту запоставен. Најмалку тоа смее да биде некое дете, особено не децата од ранливите категории. Затоа дозволете ми да упатам честитки за проектот. Потребни се вакви проекти да бидеме секогаш будни, да ни биде секогаш укажено кон што треба да ги насочиме напорите, политиките, решенијата. Сакам да ве уверам дека фокусирано ги следам сите активности во решавањето на така нареченото ромско прашање, затоа што стрекно општество може да изградиме само ако сме сите стрекни. За нас, за оваа влада на Република Северна Македонија, еднаквите права и достоинствениот живот за сите се искрена верба дека тоа е патот до успешна заедничка држава и дом за сите, интегрирана држава во Европската Унија. И веќе ги направивме новите чекори кон решавање на горливите проблеми, со домувањето, поседувањето лични документи, малолетничките бракови, пристапувањето до вработувањето, до здравственото осигурување, вклученоста на ромите во културата и образованието и така натаму. На сето тоа посветено работи Министерството за труд и социјална политика во рамките на централната власт и во соработка со општините и со граѓанските организации. Ќе посочам неколку поважни активности. Во рамките на проектот Инклузија на деца роми во предучилишните установи во текот на учебната 2017-2018 година запишани се вкупно 514 деца роми во 19 општини во Република Македонија или 82% од тоа што било предвидено како цел. Од април минатата година Управата за водење на матични книги отвори процес сите лица кои не се регистрирани во матичната книга на родени да поднесат барања за дополнителен упис. Сакам да апелирам до службите за поголема флексибилност. Мора да го убрзаме проектот, заради тоа што од насушна потреба и платформа и база на многу права на граѓаните од ромската заедница, но и граѓани од другите етнички заедници. 12 ромски информативни центри во 12 општини работат активно на терен на информирање, советување, упатување на граѓаните за остварување на нивните права и обврски во социјалната заштита, здравството, домувањето, вадењето лични документи. Секој ден од годината ни е важен. Сите услови за создавање заедница на еднакви можности и права се битни.
Социјалната реформа, што започнавме да ја спроведуваме, значи излекување на околу 400.000 граѓани над линијата на сиромаштијата и еднакви шанси за секое дете. Со овие реформи, пристапот до детскиот образовниот додаток се зголемуваат 20 пати. Од оваа година детскиот додаток наместо досегашните 3200 деца ќе го користат 73.500 деца, а образовниот додаток наместо како до сега само на 3.800 деца им следува на преку 64.000 деца. Овде се работи најмногу за деца од ранливите категории на граѓани или од посиромашни семејства. Социјалната помош ја зголемуваме и очекувам до крајот на овој месец законите да се донесат, таа се зголемува за 300%. Но возможуваме и полесна активација на невработените на пазарот на трудот. За оваа година издвоивме рекордни 1,1 милиарда денари за оперативниот план за вработување заради отварање на што поголем број работни места. И покрај тоа, дополнителни 2,2 милиарди денари повеќе од лани за детска заштита и социјална заштита. Воведуваме европски стандарди на социјална заштита, зашто Европа значи солидарност и социјална правда. Наша обврска е да ги следиме тие принципи. Европската социјална повелба ги гарантира социјалните и економските човекови права. Унијата вложува во унапредување на социјалните права и напорите тие да бидат рамноправно уживани од страна на сите граѓани, за да спречиме маргинализација од секаков вид. Силно верувам дека на темелите на овие принципи можеме да изградиме поубаво, праведно и слободно општество, кое, за жал, долги години наназад државните институции избегнуваат да го прифатат како реална неопходност на нашето општество. Почитувани, одговорноста на оваа влада, но и на нас сите заедно, е да создаваме иднина во која секое дете ќе има услови среќно да расте и да се развива. Нашата држава ја подобрува интеграцијата на ромската заедница, а во следниот период уште позасилено ќе работи на намалување на разликите меѓу заедниците во земјата. Тоа се гледа и преку посебната ставка на ромите во буџетот со средства кои се наменети за најважните 4 ресори: образование, вработување, домување и здравство. За институционална подршка на борба против дискриминацијата, за заекнување на капацитетите, оваа влада инициираше и формираше национално координативно тело за недискриминација. Потребата од формирање на посебно тело за координирање и следење на состојбите со недискриминацијата е пред се заради подигнување на транспарентноста во работењето на државните институции во оваа област, за координација на активностите меѓу институциите и здруженијата на граѓани и меѓународни организации. Комитетот заедно со сите организации членки во него ќе воспостави заеднички приоритет на годишно ниво во оваа област врз основа на меѓународни и други извештаи и анализи, како и низ сопствено континуирано следење на состојбите во оваа област. Оттаму, уште еднаш, со упатените честитки за овој проект и за извештај од дискриминација на децата роми, меѓународна и домашна регулатива, национални политики и институционална поставеност, анализа на случаи од терен, повикувам на натамошно активно учество на сите ромски граѓански организации. Важна е вашата работа, важно е соодветната реакција за сите појави на дискриминација. Алармирајте, повикувајте ги сите што се надлежни да ги спречат или казнат овие појави. Дискриминацијата не смее да ја има и не смее повеќе да поминува. Благодарам.